Добър ден, Гевгелия! Добър ден, гевгеличани! Аз съм Йорго Огненовски, председател на политическата партия Демократи, формирани пред 4 години с една цел да се бориме за по-добър живот, да си я спасиме Македония, народът, граѓаните да имат по-добър живот, против злоснорничките банди на СДС, ДПМН, ДУИ и нивните полтронски привезоци. Како што кажа Илија, денес сме во убавата Гевгелија, сакаме да ја подигнеме свеста за граѓаните за ова срамна одлука на Уставниот суд да ги зголемат платите на функционерите во просек за 78%. За нив има пари, а нема пари за здравството, за пензионерите, за полицијата. Нема пари да се градат фирми, фабрики, инфраструктура. Нема пари за туризам, за култура. Но има пари за функционери кои што се манипуланти, профитери, криминалци, психопати, кои што водат ова држава во пропаст 32 години. Честна исклучоци, но ги има многу малце и не може да дојдат до израз од ова багра бандити кои што 32 години ја уништуваат нашата убава Македонија, нашите градови, општини, села. Сите добро знаеме што ни се случува во Македонија. Уставните суди се дело на политичките партии, на собрание. Сега имаме судски совет, кој што секојдневно носи одлуки кој да ни биде јавен обвинител, судија и што не. Уставните суди се избрани од политичките партии, нивните председатели, челници во собрание. Што мислите, за кого тие работат? Дали за народо, за граѓаните на Македонија или работа за функционерите? Сите го знаеме одговорот, работат за функционерите. За жал, на место да работат за Македонија, за народот. Ова е срамна одлука на Уставниот суд да покачи платата на функционерите во просек од 78%. Ова е невиден грабеж, плачка на народниот буџет. Кога ние во Македонија имаме невидена сиромаштија, луѓето не може да се преранат, леб да си купат. Ако почнам да зборувам од сите дејности, поточно кажано, ако почнам да зборувам од здравството, знаете дека здравството е уништено, затоа што парите 32 години функционерите ги трошат расипнички или ги крадат. Наместо да се инвестират во здравството, немаме лекари, немаме болници, немаме лекови, немаме инструменти за диагноза. Денес, ако одите на болница, не дај Боже да сте диагнозирани со најтешка болест, што најверојатно може да живеете 3 месеци, 6 месеци, година дена, тие ќе ви кажат, имаме термин, мој термин се вели тоа. Ќе чекате, ќе си закажите и ние одма ќе ве примеме после 3, 4, 5 месеци и повеќе. Тоа е невидена манипулација со мој термин и се разбира, ќе чекате од кој ќе ве прегледат на рентген или каде и да било уште неколку месеци за да ви ги дад резултатите. А до тогаш нашето, вашето здравје оди надолу и за жал повеќе од пациентите патат или умираат.
Zar tako zdravstvo сакаме? Не, не сакаме. Лекарите заминуваат, не се заинтересирани да работат, затоа што се платени мизерни плати, медицинските сестри, болничарите, лаборантите, рентгенолозите, администрацијата, кој што е пренатрупана, која партија да дојде на власт, на место да вработува медицински сестри, доктори, вработува своји лепачи на плакати, го уништува здравството. Еден доктор кој што убаво кажа, лани беше директор на Охридската болница, рече ние имаме 71 специјалист во Охридската болница, но имаме луѓе кои што работат во администрацијата, неспособни, неупотребливи, на место да се вработуваат медицински сестри и доктори. Демократи предлагаат подитно да се вработуваат медицински сестри, затоа што по статистички податоци кажуваат на Македонија му фалат 7000 медицински сестри. Знаете што значи 7000 медицински сестри, доктори? Ние не можеме вака да се движиме. Исто така демократи предлагаат 100% да се зголемат платите на вработените во здравството, во јавното здравство, затоа што сите бегаат дали се медицински сестри или доктори во приватни болници или во странство. Тоа е катастрофа. Нема пари за поголеми пензии за пензионерите, а има пари за астрономско покачување на платите на функционерите. Па дали можат пензионерите, бе луѓе, со 7, 8, 9, 10 илјади да живеат? Сега кажа дека наводно пензиите од 11.000 денари се зголемиле за 700 денари, додека на сите 120 пратеници, кои што не се ни народни пратеници, а се викаат дека се народни, јас не знам зошто, не застапуваат нас, народо, не работат за нас, му се зголеми платата во еден ден за 700 евра. И на функционерите, почувајќи од председателот, премиерот, до таму последниот ешелон на послушници, криминални директори во јавни фирми и агенции. До кога ќе го трпиме ова, народе? До кога ќе се правиме како да не знаеме, при очи не гледаме, при уши не слушаме? До кога? Ако ние не се бориме за своите права, ако политичарите, функционерите не работат за наше добро, па никогаш нема нашата ситуација да биде подобра. Ќе пропаѓаме, младите масовно бегаат од Македонија, се празнат градовите, Гевгелија се празни, Битола се празни, Тетово се празни и Скопје се празни. За жал, селата ни се уништени, никој не сака да работи во земјоделие, затоа што нема никакви услови, ги лажат со некакви субвенции, тоа е невидена измама. Не треба на земјоделците да му се нуди субвенции, на земјоделците треба да му се нуди за гарантиран откуп и цена да живеат нормален живот. Не можеме да бидеме земјоделци, а да живеат трговците, прекупците. Македонија пропаѓа секој ден, повеќе и повеќе, за жал. Ние, како народ, сме многу пасивни, депресивни, апатични. Не веруваме дека можеме да ги промениме работите на подобро за себе, за нашите деца, внуци, сограѓани, за подобра Македонија. Ако не се бориме, не зборуваме, не ги мотивираме луѓето, не бараме од политичарите да имаат одговорност и да работат за нас,
бидејќи се платени од народниот буџет, од наши пари, тогаш знаете што ќе се случи. Уште подлабоко ќе пропаѓаме во една голема септичка јама. Македонија беше убава, прекрасна држава, 32 години независни, дојдоа политички партии, национални, македонски, албански, влашки, турски, бошњацки, што не, и не лажат дека се борат за нас. Македонските партии викаат, ние сме македонски патриоти. За вас се бориме, македонци. А ствари, тие се борат за себе да си полнат джеповите, да бидат богати луѓе, нивните деца да живеат, да се школуваат по светот, а ние тука да умираме за парче леп. Тоа го прават и албанските политички структури. Тоа го прават и влашките, и ромските, и босанските, и српските, и што не. Тоа е најголема трагедија што Македонија, ние како народ дозволивме да се формираат партии по националност. Во Македонија може да имаат само партии. Партии на Македонија, на граѓаните, на народот. Не може да се вработуваат луѓето по основа на национална сфера. Треба да се вработуваат луѓето по стручност, знаење, честност, искуство. Си дозволивме самите да живееме мизерен живот и полека не туркаат во пеколо. Ова е само почеток на пеколо. Запамтете што ќе ви кажа демократи. Ние се бориме, одиме низ разни градови, села, зборуваме, промовираме, демонстрираме, додека народот мирно си седи и нормално, ако не се бориме без борба, не може никогаш да се избориме за правда. Економијата ни е тотално уништена. Како што кажав, младите бегаат. Има и деца што имаат повеќе пари, млади, не сакат овој тру криминален систем да живеат. А зошто да живеат? Кога од села до градови пропаѓаат инфраструктура, па не можете во ниеден град да видите некоја нормална улица, освен ако е направена нова. После пола година, бидејќи ставиле 2 сантими асфалт, сега се прави со дупки. Коли се паркираат по тротоари, ѓубре на секаде, и ние мирно, послушно одиме на гласање и наместо да ги казниме, СДС, ДПМН, ДУ и нивните полтронски привезоци, кои што не уништуваат со години, ние и понатаму некој од нас ги поддржуваме ове злосторнички банди. Знаете дека во Македонија полицијата си купува опрема, алишта, чели. Нема топол оброк, има мизерни плати. Секој полицаец во Македонија треба да зема 60.000 денари плата основна. Да не зборувам за тие што имаат искуство, да не зборувам за началници, инспектори. Треба да земаат многу повеќе. Тоа е невидена мизерија. Се живеели бе луѓе со 11.000, 8.000, 12.000 пензија. Па не можат старите пензионерите да си купат лекови, да си ги стоплат домовите, во зима, во лето да ги оладат. Мизерија невидена. Што поддржуваме? Банди, политички. Секој што ги поддржува, овие банди СДС, ДПМН, ДУИ, нека се праша зошто ги поддржува. Ако има интерес, и тој е соучесник во уништување на Македонија, на народот, на македонците, на албанците, на турците, на власите. Ние сме сите граѓани на ова држава. Не можеме повеќе вака, немо при уста и да се правиме глуви и слепи при очи.
Mora да се бориме, ни ги уништија бизнисите. Малите, средните бизниси. Гледате што се случува, казни невидени. Наместо да се намалат драстично казните и да му дозволиме на малите компании, бизнисмени, дали имаат 1-2 вработено или 10 или 100 вработуваат, нас ни требаат, а не да одиме таму па да му се закануваме, ти не си со нашата партија, па ние ќе ти удриме казна од 1000, 2, 5, 10.000 евра, затоа што не си издал фискална сметка. Неверојатна работа. Зашто да зборуваме денес и што да кажеме, имаме многу, се разбира, но нема да успееме се да кажеме. Мене ми е многу важно, вие имате прекрасен град, самите гевгеличани знаат колку добро овај градоначалник и претходните 32 години го водеа градот. Самите знаете колку млади и повозрастни луѓе заминаа од овај град. Самите знаете колку сиромашни граѓани гевгеличани имате. Оставени стари луѓе на милост и немилост. Немаме домови, бе, луѓе. Само имаме 4 домови, замислете, државни во цела Македонија. А кој тоа го прави? Функционерите си ја покачија платата со 78%, на лекарите му викат бидете задоволни со 2000 денари, медицинските сестри не знам зашто му дали и 3, наместо да му дадат, како што реков, 100% покачување на платите, наместо да се инвестира пари во фирми, фабрики, производствени погони, да креираме нови вработувања во стопанството со високи плати. Минимална плата треба денес да биде 60.000 денари, 1000 евра. Кој кого лажат со 20.000 денари? Кој може од вас, кажете, да живее со 20.000 денари месечно? Не можете да поминете 2 недели. Сам да сте, а не да имате деца или фамилија. Дозволивме многу работи ове злосторници да не уништуваат. Сега зборуваат, ќе ги одмрзнеле цените. Замислете, ги замрзнаја 3 недели, 3 месеци, па сега ќе ги одмрзнуваат. Па не се води држава без со замрзнување на цени и одмрзнување. Јас сум дипломиран економиста, тоа ми е професија. Држава се води кога се креира, се гради моќна економија, каде што има вработувања, каде што ќе произведуваме храна, технологија, ние еден точак чека не можеме да произведиме. И ги лажиме народо, еве сега ќе ги замрзниме цените, не се секирајте за лево, за маслото и што не. А знаете што? После 3 месеци сваќа дека не може да се замрзнува цената, како ќе ти текни, која ќе ти текни. Тоа се прави, се разбира, во исклучителни случаи, кратко. Но тоа не е леко. Леко е само да се развие врвна економија во Македонија. Кажа преку отварање на фирми, фабрики, производствени погони, да си задржиме младите, повозрастните да имаат повисоки плати. Ќе ни ја покачат цената на струјата 13%, ама од 1 јули исто ДДВ од 10% ќе оди на 18%. Тоа значи 21 минимум. Е така ова влада работи, така претходната работеше. Гледате денес што ни се случува. ДПМ не се бори за власт со незините полтронски привезоци, колку ги има таму 20 некакви си предавнички, ненародни партии, да е турнеле СДС, ДУИ, СДС, разбира, катастрофа, што можат, ке уништат, и да не крадат, се неспособни. Не смееме да дозволиме неспособни луѓе да водат нашата држава. Тоа се постигнува на гласање.
se glasa za česni, za humani ljudje, profesionalci, so životno, rabotno iskustvo, ne za dečinave od 25 godini, ne za bivši kriminalci i političari. Gledate što oni se slučuva, formirati novi partiji, pa ne znam što, će se karat pomeđu sebe, nema da dobijat, pa će vlezat po koalicija 103. 4. Vo sobranije pratenicite koga saka zaminuvat. Demokrati se borat da se namalat pratenicite, 120 pratenici, za kogo ni se potrebni. Nije ne sme 300 milioni narod, nije dali sme 1,5 miliona stana. Da se namali platite, a ne da mu se zgolemat platite na ove nesposobni manipulanti, kako što kažem, neko od njih kriminalci, psihopati, česni isključaci. Nije mogu izgolevuvame platite, 78%. Znajte zašto velam nije, narodo? Zato što molčime. Nije demonstrirame po gradovi, gdje se soberime 10, 20, 50, 100, nije ni bito koliko. A drugite seda doma, si pišuvat pozadi tastaturata, si diskutirat koliko mu je teško, a pak te kažem, jedinstven spas od ove zlostornički kriminalni bandi je izbori, promjena na kriminalni od izboren zakonik. Nije imame 32 godini kriminalen izboren zakonik. Imame nekoj si Badenter metod, veli znajete što, i da ste 100 pratenici da glasate vo Makedonija, ako nemate od malcinstva jedan da glasa dvajca, vi ne možete odluka da donesete. To se veli kontrola od malcinstvo to na mnozinstvo to. Demokratija vo svetu ne postoji ako malcinstvo to ko kontrolira mnozinstvo to. Pa povelete, neka ni pijat krvta, neka ne umirat po bolnici, bidejki ne se povejke bolnici, to se mrtlovečnici. Povelete pak, glasajte za ove kriminalni bandi. No ja će vi kažem, nemate potreba, zato što nova nadež, nova sila dođa, a to se demokrati, česni, humani ljudi, su rabotni životno iskustvo, koji što se borat se koji dnevno na sekakov način, da gi turnat ove zlostornički kriminalni bandi. Infrastruktura, koja je infrastruktura? Parkinzi, koje parkinzi imamo? Dojdete da vidite kako je vo Skopje ili Bitola, ja sam Bitolčanec, pa da vidite kaj parkirame. Kje si ispotepame so komšite, oti mi go fati parkingom. Bideki sme nervozni, bideki sme depresivni, namesto silata da je koncentrirame protiv ovije politički strukturi, funkcioneri partiji SDS da pomene duji, da gi turnimo od vlast na izbori, da izlezeme i da kažeme dosta je, premnogo je. Nije, pak si glasame po nekoj zlatije što nas ne uništuvat, što oni gi izbrkaja decata, što oni gi ne uništuvat firmite, ni gi uništuvat životite. Što sakate povejke, zamislite, sudovite. Kriminal neviden. Sudi, javni obmanitelji, ivo policija. Ima jedna mala grupa koji što rabota za dobrota na političkite kriminalni partiji. To se teški kriminalci. Zastaruva delata na najgolemite kriminalci. Što je opljačkaja Makedonija, milijardi i milijardi evra je ukradio. A ne dozvoluvat zato što kako demokrati nudime zakon na siromašnite građani posle godina den ili dve vo zavisnost od deloto da zastara dolgovite. Ke mu počite 300 denari za struja na nekoj, posle 3, 5, 10 godini ke vi dojdi 50 hiljadi. Ke vi go zemat frižidero, ke vi zemat stano. Za takva li Makedonija, takov li grad sakame da imame.
во такви ли градови сакаме да живееме и во таква ли македонска држава, каде што политичарите секојдневно не уништуваат. Јас не можам тоа да го разберам, ама тоа се постигнува затоа што политичарите, криминалците, сватија и стопанските криминалци, и градежната мафија, и сите, вие пак ќе кажам, знаете што ви се случува во вашата убава Гевгелија, дека тоа се креирани од политичарите. Мафија не може да постои градежна или каква е да е, ако не му дозволат политичарите, почнувајќи од председатело, премиеро, пратениците, градоначалниците, советниците, кој ги издава тие дозволи да се гради кој как да ќе му стегне, да уништуваат животната средина, да уништуваат инфраструктурата, архитектурата на Гевгелија, Битола, Тетово и многу други градови. Мои почитувани гевгеличани, јас ќе завршам со мојот говор, има и други кои што ќе кажат нешто, но само едно можам да кажам: немојте да дозволите овие криминални структури, функционери да не уништат, бидејќи ако им дозволиме, спасни нема. Но ние како демократи веруваме дека има спас единствено со борба против овие криминални политички банди и против криминалните политички партии на СДС, ДПМН, ДУИ, кои што се борат со години кој ќе дојди на власт, не да ја менаџира државата како што ние сакаме, туку кој ќе владее да дојди до народниот буџет, да го празне, додека ние пополека осиромашуваме, страдаме, сме под невиден психички, физички и финансиски притисок. Јас само едно можам да кажам: придружете се на демократи во борбата за спас на Македонија. Придружете се во борбата за спас на нашите деца, внуци, сограѓани. Ги повикувам сите гевгеличани, го повикувам народот на Македонија да стане и на следните избори да му каже стоп на ова багра. Гласајте за честни, хумани луѓе со работно и животно искуство. Гласајте за демократи, ако сакате заедно да имаме подобра иднина. Да живее Гевгелија, да живеат гевгеличани, да живее Македонија и народот. Македонија вечна и вековита.